Во рамките на Еразмус Плюс проектот подобрување на практичните вештини на идните медицински сестри, 16 ученици и 2 професорки од здравствената струка беа во 14-дневна посета на Португалија. Денеска во просториите на Средното техничко училиште Наце Буѓони се одржа завршен настан од проектот, на кој учениците ги споделија своите впечатоци и искуства од посетите на центрите за лица со интелектуална попреченост, психијатриските болници и португалските музеи за здравје, фармација и дерматовенеролошки болести. Нашите ученици од Техничкото училиште Наце Буѓони докажуваа дека кога се работи со љубов, европските стандарди се достижни, порачаа надлежните. Имено станува збор за Еразмус Плюс проект кој што се реализира оваа година по трет пат во нашето училиште. Ова е проект кој што е познат под името подобрување на практични вештини на идните медицински сестри, кој што е реализиран преку грант на нашата Национална агенција и тренинг центарот од Португалија. Ова за нас е многу битен проект, бидејќи го дига реномето на здравствената струка, стекнуваме нови искуства, нови вештини, кои што понатаму ќе треба да ги искористиме. Јас во моје име и во име на колешката Магдалена Трановиќ, како и на учениците, сакам да изразам огромно задоволство за вашето присуство денеска. И би сакала да упатам едно големо благодарам до директорот на укажаната прилика како за нас наставниците, така и за 16 ученици кои што беа со нас на проектот во Португалија и кои што има можност таму да видат на кој начин функционира здравствениот систем и да може да направат разлики со нашиот здравствен систем. Научија многу работи за кои се надеваме дека во иднина како идни здравствени работници ќе може и да ги применува тука. Преку практична работа, нови предизвици и средби со различни луѓе научивме дека медицинската сестра не е само професија, туку хуманост, посветеност и грижа за секој пациент. Во рамките на проектот посетивме здравствени и образовни установи, каде што се запознавме со современи методи на работа и европски стандарди за обука. Посебен впечаток за нас како ученици оставија посетите на установите за лица со интелектуални попречености, како и психијатриските установи, затоа што можевме да видиме дека една медицинска сестра всушност представува столб на секоја здравствена установа и дека не треба да поседува само вештини од доменот на медицината, туку треба да биде една емпатична личност, треба да биде хумана и треба да се пружи како човек на секој еден пациент. Јас сум Ива Ангеловска, ученичка втора година и ќе ви објаснам посетата на Ирмас Хоспитале во Лисабон. Најпрво бевме пречекани со презентација која всушност ни објасни како функционира самата установа и дознавме дека установата работи со лица кои што имаат физички, психички и интелектуални попречености и дознавме дека нивната цел е да им помогнат во нивниот живот со различни терапија. Имавме можност да посетиме оделенија и да видиме како персоналот работи со пациентите и како се грижи за нив. Јас сум Димитри Илиевски и кога бевме во Португалија имавме можност да ја посетиме Фондација Лига. Тоа е португалска непрофитна организација која им помага на луѓето со попреченост да имаат подобар живот и подобра благосостојба. Таа обезбедува услуги како што се рехабилитација, исто така и образование, професионална обука, вработување и исто така социјална инклузија. Низината главна цел на оваа организација е да покаже дека сите луѓе се еднакви и да им помогне на луѓето со попреченост да живеат нормален живот. Јас сум Еланија Лазаревска и сега ќе ви раскажам за нашата посета во музеот ДСУД, каде што имавме можност да видиме како медицината се развивала со текот низ годините и здравството. Имавме можност да разговараме со вработените таму, кои ни кажа и ни објаснија многу интересни информации за самиот музеј. Имавме можност да видиме многу различна архивиска граѓа, како што се фотографии, документи, лабораториски инструменти, аптекарски предмети, кои ни сведочат за работата на самите лекари. Дознавме дека здравството во Португалија постојано се развива со модерна медицина, нова технологија и едукација на медицинскиот кадар. Исто така, музеот прикажува важни моменти од самото воведување на вакцинација, исто така подобрување на хигиената и
развојот на превенција во медицината. Зборувавме за превенцијата на болести и значење на редовни медицински прегледи.